Ниските температури без вода ја оставија секоја трета куќа во регионот. Екстремното ладно предизвика замрзнување, а потоа и пукање на голем број водоводни линии. Најлоша состојбата е во Беровско Владимирово, каде околу 650 жители, но и голем број на добиток се оставени веќе пети ден без вода, поради пукање на главната водоводна линија. На минус 28 степени под нулата, Владимирово нема вода ниту за стоката, ниту за граѓаните. 650 луѓе кои се снаоѓаат со возила од Берово и од Берово носат за потребите за стоката, меѓутоа тоа не беше проблем. Се носи вода со цистерни, која вчера дојде, меѓутоа замрзната и си замина. Не можеше да пушти вода. Иако овдешните жители спас бараат од Беровски водовод, оттаму само им испратиле соопштение во кое индиректно се вели дека дефектот во скоро време нема да се отстрани. Поради дефект на главната водоводна линија има прекин во водоснабдувањето во Владимирово. Истиот ќе биде отстранет кога затоа ќе се создадат услови. Се вели во соопштението од јавното претпријатие Услуга Берово. Идентичен одговор добиле и жителите на повисоките зони во Пробиштипско Злетово, каде исто така петти ден нема вода. Тоа мало што е школското од градинката нагоре, од школото нагоре дека Савата, таму е повисоко, таму немало вода. И двајца комшии носеја добра вода, оваа што е изворската вода од продавница. Состојбата со водата е алармантна во многу места, а прогнозите воопшто не се оптимистички. Во некои делови почвата е замрзната до длабочина од 50 см, па секоја интервенција е невозможна. Дополнително постои опасност од нови замрзнувања, но и од недостиг на вода како резултат на енормната потрошувачка. Голем апел до сите граѓани на град Штип да не ги оставаат чешмите преку ноќта вклучени, бидејќи влезот на вода и излезот на вода скоро е ист како во летно време. Да не се доведеме во ситуација да градот остане без вода, апелирам до сите граѓани на град Штип максимално да штедат водата. Наместо пуштање на славините се препорачува изолација, поставување на стиропори и слично.